гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Алијанса за албанците на Арвен Таравари официјално одлучи да излезе од владата. Одлуката е донесена едногласно и смета дека сите министри ќе се повлечат, а зад него застанали 5 теми на пратеници. Денеска Алијанса за албанците едногласно одлучи да оди во опозиција. Беше состанок на председателите на ограноците, на многу функционери на Алијанса за албанците, на која што констатиравме дека минатата година со гордост ја донесовме промената во албанскиот блок после 20 години. И за тоа сме многу горди. Меѓутоа, промените што ги ведивме, за жал, не ги испорачав. И тоа секојдневно граѓаните не критикуваат. Затоа, ние одлучивме да се вратиме кај граѓанинот. Да побараме од нив доверба во октомври за локалните избори. Кога со Влен се обидувавме околу 6 недели, иако имаме сопствени советнички листи, да изнајдеме начин за меѓусебна поддршка за кандидатите за градоначалници. Меѓутоа, не успеавме во тоа и денеска констатираме дека доколку има недоверба во тие што се членови на владата, доколку има конспирации и секакви сомнежи, немаме што бараме таму. Едноставно, подобро да бидеме надвор, да се вратиме граѓанинот, да го слушнеме нивниот глас, инаку, да бидам искрен, има огромно незадоволство од сите граѓани, меѓутоа посебно од албанците, за тоа како владее Влен во оваа влада. Што се основните незадоволства? Например, балансерот се тргна и ние ветивме во ноември или декември дека ќе го донесеме законот за правична застапеност. Сега сме веќе 12-13 мај, никаде не е законот. Може би оваа ќе биде тригер фактор за да балансерот помине овие денови, да ни покажа дека вие не можевте, ние го донесовме, меѓутоа и тоа е допринос, и тоа е помош. За жал, мора да констатираме дека во повеќето институции албанците се жалат дека третманот за тие вработени во администрацијата дека е полошо отколку порано, што нас искрено не загрижува. Исто така, многу ни е битен и европскиот пат на Македонија. Ја мислам дека оваа ќе биде тежок период за Македонија. Многу е битно што поскоро Македонија да биде дел од Европската Унија, а ние и како опозиција, впрочем како и кога бевме во власт, се обидувавме во овој правец да фасилитираме и да помогнеме колку што можеме. Господине Таравари, ви фали еден пратеник тука, а ви фали и вице-премиерот Фетај. Значи, каде се тие двајца? Значи, со Фетај се слушнавме, он е на пат, не е во Македонија моментално, а Салим Сулејмани на ручек бевме заедно во 3:15 часот, имаше семејни проблеми, патува за Струга. Соработувате ли со ДУИ, од каде очекувате поддршка за вашите кандидати во Значи, општините, во кои општини имате кандидати? Во моментот немаме никаква соработка со ДУИ, сме кажале дека имало комуникација, меѓутоа нема никаков договор со ниедна политичка партија, меѓутоа сега кога одиме во опозиција, нормално е под демографскиот состав на општините да соработуваме со опозицијски партии, па некаде можеби, иако има некоја позицијска партија со која што можеме да изнајдеме заеднички јазик. Според ДУИ, заменувањето на Таравари потврдува дека мнозинството е без легитимитет кај албанците. Знам пак им порача борбата против криминалот на ДУИ да не се представува како албанофобија, додека од владеачката партија ВМРО-ДПМН со или без Таравари мнозинството останува стабилно. Без Таравари владата дополнително го губи легитимитетот кај албанците. Најавата на Алијанса дека си заминува од мнозинството му даде залет на ДУИ. Со заминувањето на уште еден албански партнер, ова политичко мнозинство целосно без легитимитет кај албанците, целосно се претвори во моноетничка влада. Но ова предупредувавме уште од самиот почеток на создавањето на ова парламентарно мнозинство, затоа што беше создадено на премисите на една монструозна амбиција да се дисциплинира цел еден конститутивен народ и според нивните зборови
да им се покаже местото на албанците, се вели во соопштението на ДУИ. Владата не е моноетничка, бидејќи има 3 албански партии, а борбата против криминалот на ДУИ да не се представува како албанофобија, порачаа утрово од Знам. Движење Знам и во својата предизборна програма говореше за итна потреба од дедуизација на општеството. Под дуизација подразбираме не албанофобија, туку напротив. Дуизацијата значеше систем на коруптивно и криминално владење. Со или без таравари мнозинството останува стабилно, велат од владеачката ВМРО-ДПМН. Апсолутно, владата е стабилна и во тоа дилема нема никој. Имаме сериозна поддршка од скоро 2/3 од пратениците и тоа ќе се утврди наскоро преку одредени собраниски постапки. Она што е многу важно е дека сакаме да испратиме порака дека во владата нема место за соработници на ДУИ. Она што останува непознато е дали сите сопартијци ќе го следат таравари. Вице-премиерот Фетаи веќе се огради од него, но се уште не се знае како ќе се постават 5 пратеници кои утрово не се појавиле на редовната координација во собранието. Александар Спасовски, Сител телевизија. Со присуство на над 500 гости, експерти, бизнисмени, поранешни и сегашни министри од земјата и странство, се одржува самит Македонија 2025. Целта е да се разменат искуства како до поголем економски раст и влез на инвеститори со помош на диаспората. Премиерот Мицковски побара трпение, резултати ќе има, граѓаните и бизнисот за многу скоро ќе слушнат убави бројки, напомена Мицковски. Држава без корупција со економски раст од 5% годишно, ефикасна администрација и дел од Европската Унија до 2025. Ова беше визијата при основањето на организацијата Македонија 2025, но и по 18 години се уште тапкаме во место. Најголемиот проблем останува корупцијата. Реформи нема, ниту пак консензус каква држава сакаме да бидеме, порачаа од организацијата. Она за што јас се залагам, тоа е мала влада. Тоа значи мали трошоци за социјални програми, мали трошоци за здравствени програми, меѓутоа ефективни трошоци. Тоа е најважното. Да видиме каде имаме излекување од системот. Конкретно мислам на гарантираната минимална помош, која што навистина се доделува на семејства или индивидуи кои што се работоспособни, кои што имаат обврска да работат законска, меѓутоа не го прават тоа и навистина доаѓаме во ситуација во која што има 35.000 семејства кои што користат гарантиран минимален приход, со 90.000 возрастни членови, работоспособни членови, кои што не работат и не прифаќаат работа бидејќи во тој случај би изгубиле социјалната парична помош. Или пак треба сите заедно да речеме добро, сакаме да плаќаме повисоки даноци, не ни сметаат повисоки даноци и сакаме да уживаме многу повеќе благодети. Меѓутоа, ниски даноци и големи расходи за социјални програми не одат заедно. Премиерот побара трпение. Резултати ќе има. Граѓаните и бизнисот за многу скоро ќе слушнат убави бројки. Очекува економијата во првиот квартал да порасне од 3,5 до 4%, а ако предизвиците на европскиот, пред се автомобилскиот сектор се надминат, растот може да биде и двојно повисок. За првиот квартал од оваа година, мајки ги првичните индикатори, индустриското производство, туризмот и останатото, не би се изненадил ако имаме меѓу 3,5 и 4%, што ќе представува раст на бруто домашен производ, еден од водечките во Европа. Врз основа на тие перформанси во економијата, а и мајки ги предвид предизвиците кои што се случуваат посебно со автомобилската индустрија во Европа, ние мислам дека имаме исклучително висок раст кој што во нормални околности би бил над 5, може би повеќе од 5%, што представува цел на оваа влада. Инаку на самитот Македонија 2025 присутни се над 500 гости, економски експерти, бизнисмени, поранешни и сегашни премиери и министри од земјата и од странство. Целта е да се разменат искуства, како до поголем економски раст и евентуално влез на странски инвеститори со помош на диаспората. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Како Македонија да се развие и што треба да направи беше едно од прашањата за Крис Павловски, собственикот на Рамбл, кој гостуваше во дневникот на Сител. Павловски, инаку е близок пријател на американскиот претседател Трамп и на премиерот Мицковски. I think you're a couple legislative actions away. I think that it's actually quite easy. I think if you open up the market to the big, I think
banking was a big sector, and it's one of the biggest sectors in the world, and Switzerland capitalized on that. But the new sector that's kind of emerging right now is the crypto world. It's Bitcoin, it's stable coins, it's all this legislation you're seeing America try to pass right now. You just saw Bukele pass it. If Macedonia becomes the first country in Europe to adopt legislation that is pro-crypto and allows these crypto companies to come over here, there's going to be so many people and so many companies in Europe that will leave Europe just to come to Macedonia, in my opinion, just with having good legislation around the whole crypto world. So I think that's a real opportunity. The digitization and the forward thinking around AI and crypto is, if Macedonia can be on the forefront on the legislative side of that, that will naturally attract lots of businesses and lots of people in that world. Dubai's doing a very good job on attracting a lot of these people. El Salvador now is doing a really good job, but there's no one in Europe yet. And I think Macedonia can be that first country. So I think that, with a few I don't know exactly how the things kind of roll through in politics over here, but I do believe that would make a very big impact on opening up the economy to a lot of companies, especially in the AI and the crypto space. Focus on energy, focus on AI, focus on crypto, these three things, and you can have a really prosperous country. You can become the next Switzerland for the future generations.